И се враќаме со продолжените содржини, она што го најавивме на почетокот на дневникот. 12 сообраќајни несреќи за 7 месеца, со фатални последици. Зошто е ова вака? Барем според податоците што денес ги добивме од подрачјето на СВР, со седиште во Штип, се разбира, знаете зашто се работи. Тие велат дека неприлагодената брзина кај возачите, младоста на возачите и ни за други неприлики доведува до вакви кобни последици. Погледнете го прилогот на Јулија Малинова, но и како потик за размислување оно што го правише Министерството пред една година, една обемна кампања во која што се повикуваше на култура во возењето, на начинот на управување со автомобили, сообразно со безбедноста во сообраќајот, почитување на правилата, но сепак последиците се кобни. Јас навистина се извинувам што вака го започнуваме дневникот, но и лошите вести се вести. Еве анализата на Јулија Малинова. Се гине на патиштата во источниот регион, безбедносната состојба повеќе од алармантна. Апелите на надлежните не допираат до возачите. Бројот на загинати во сообраќајни несреќи со последниве 6 жртви овој црн викенд се искачи на 12, што е најмногу според статистиката на СВР Штип за првите 6 месеци во сообраќајни несреќи во последниве 3 години. Според статистичките податоци на секторот за внатрешни работи Штип, во првата половина на 2017 година во 6 сообраќајни незгоди 6 лица го загубиле животот, додека во споредба со минатата 2016 година во 6 сообраќајни незгоди 6 лица го загубиле животот. Во 2015 година во 3 сообраќајни незгоди 3 лица го загубиле животот. Брзото возење, неправилното пристигнување и алкохолот се најчести причини за сообраќајните несреќи со смртни последици, покажуваат полициските анализи. Надлежните апелира на поголема внимателност и одговорност од возачите и почитување на законските правила и прописи. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да бидат внимателни и одговорни и да го чуваат сопствениот и животот и здравието на другите учесници во сообраќајот. Почитувајте ги сообраќајните правила и прописи за поголема безбедност во сообраќајот на патиштата. Управувањето моторно возило под дејство на алкохол и психотропни супстанции никога не може да биде прифатливо, тоа носи смрт, загубени човечки животи и тажни семејни судбини. Затоа уште еднаш подсетуваме, алкохолот и воланот е најлошата комбинација. Лани на патиштата на подрачјето на СВР Штип во сообраќајни несреќи загинаа 18 лица. Оваа година за неполни 7 месеци полицијата регистрира 9 сообраќајни несреќи со 12 жртви. Борбата против алкохолизмот, против пороците е константно нешто што низ повиците на Светската лекарска асоциација го спроведуваат земјите со различни карактеристики и со различни резултати. Започна тоа уште за времето на Горбачов во некогашниот Советски сојуз. Вакви закони донесоа нордиските земји за можноста за купување на алкохол, кој може да купува, кој не може да купува. Едно време и литванските, Литванија, Естонија и Латвија, балтичките земји го введоа овој закон, но резултатите па од друга страна донесоа помалку приходи од туризмот, но во секој случај одржувањето на ваквиот закон за националното здравство, за националното здравје, за можноста за купување на алкохол пред се за малолетниците мора да биде подложено на малку поширока дискусија. Секако дека трговските маржи се едниот од проблемите, и тоа треба да се согледува, но комплексноста на овој закон бара поширока општествена дискусија. А еве зашто се работи. Стопанската комора на Македонија со иницијатива до Министерството за економија за изменување на законот за трговија. Таа предлага да се укине врската за поседување лиценца за продажба на алкохолни пијалоци и отстранување на ограничувањето на односот на работното време, во кое што може да се врши продажба на алкохолни пијалоци. Од Стопанската комора на Македонија сметат дека со примената на ригорозни ограничувања во трговијата со алкохол се нанесуваат големи финансиски штети на трговците на големо и на мало, како и за компаниите од домашната индустрија за производство на ваков вид пијалоци. Единствена ефикасна мерка
од оние кои досега биле применети. Според нив е мерката за забрана на продажба и точење алкохол на лицата под 18 години. Мерка за која Остопанската комора вела дека нема да биде променета. Еве го предлогот, а јас, како што реков во најавата, потребна е поширока општествена дебата, но и вклучување на оние кои треба да ги воспитуваат младите. Така, нели? Ето, дилемата нека остане. Проблемот со стечајните работници, луѓето кои станаа без работа во транзиција, можете да замислите, тоа трае 20 и колку, 6-7 години, веќе е состојба. Но тоа се рецидиви од економската состојба, затворањето на фабриките и законот за помилување на општествената собственост во државна собственост, а подош на приватизацијата. Тие велат дека имат позитивни сигнали од новата влада и кон нивното стечено Сдруженијето на стечајците УНИТ. На последниот состанок од Министерство за финансии било потврдено дека државата има обезбедено парични средства до 3000 лица, а истовремено да се разгледа еден друг закон, бидејќи еден одреден број на овие наши сограѓани кои останаа на улица е законот со кој што треба да се реши нивната состојба, а тоа е дека предпријатијата кои биле во државна собственост се приватизирале и сега тие по законите на пазарот, а за тоа многу глупати зборувавме, значи мора да има право за пазар, па потоа да се бараат последиците од неговите законитости. Со овако закон да се реши состојбата и кај нив. Ево го прилогот. Обезбедени се парични средства за обештетување на 3000 лица, членови на Сдруженијето УНИТ. Ова денес на стечајните работници од Штип им го презентираше Кемалдин Арсланов, преседател на Штипскиот огранок, поминато неделната средба со министрите за труд и социјала и финансии. Кажани од финансии дека за 3000 души обезбедени се пари за стечајците, така да рачунаме најкратко в рок да бидеме примени и од сите и да идеме на комисии во парламентот и да не се реши проблема. Позитивен одговор добили од министерката за труд и социјала Мила Царовска, од која побарале со законот за стечајци да бидат опфатени и оние кои работеле во фирми кои од државни се трансформирале во приватни. И префанаа ги нашите сите барања претходно што ги поставиме, акционерски друштва да опаднат, книжката по стажу по книжката да се признае и сега не останаа ва недела до петок пак имаме средба со министерката за да ги усогласиме годините кои се работили во приватните фирми што се приватизирани или од 3 или до 5. Тоа накнадно ќе го договориме. Друго сега требаше да видиме и по стажо кој нема 15 години, а во книжката ги има и тие да упаднат. Ја и тука имаше таков случај во Штип, со 30 години 15 не може да не пишане. Во Штип има над 200 стечајни работници, кои може да бидат опфатени со новиот закон, појаснува Арсланов, апелирајќи дека сите стечајци треба да се запишат во списоците, кои ќе бидат отворени најдоцна до наредниот понеделник. Стечајните работници бараат месечен надоместок од околу 100 евра, а истовремено старосната граница за обештетување да биде за жени до 52 години, а за мажи до 55, со работен стаж од 15 години. Во селото Мојаци е удрен камен темелник за изградба на пречистителна станица за отпадни води за Кочани. Финансиската помош ја обезди владата на Швајцарија, која дава грант од 21 милион швајцарски франци, а остатокот околу 2 милиона евра се од буџетот на Република Македонија. Изградбата на станицата за пречистување на отпадните води заедно со колекторскиот систем и придружната опрема е дел од проектот за управување со сливот на река Брегален. За околу 3 години треба да се реализира проектот за изградба на пречистителна станица за отпадни води во Кочани. Финансиската помош е обезбедена преку владата на Швајцарија, која дава грант од 21 милион швајцарски франци, а остатокот од околу 2 милиони евра се од буџетот на Република Македонија. Денес во селото Мојанци се удри камен темелникот за пречистителната станица. I'm really proud to be here. Задоволство ми е што сум овде и се чувствувам прекрасно бидејќи сум дел од овој голем проект за општина Кочани.
Очекувам се да оди по планот. Значи ние сме долгорочни соработници со општина Кочани и инвестиравме голема сума овде. Би било прекрасно и другите општини да го следат овој проект, ваковиот вид на проект, меѓутоа ние инвестиравме овде 21 милиони франци и бидејќи веќе имаме проекти кои што се тековни овде во општината, па се надеваме дека само ќе се надополнуваат со оваа финансиска поддршка. Изградбата на станицата за прочистување на отпадните води заедно со колекторскиот систем и придружната опрема е дел од проектот за управување со сливот на река Брегалница. Пречистителните станици се еден врвен приоритет. Проектите за заштита на животна средина ќе бидат приоритет на Министерството. Многу повеќе ќе се занимаваме со проекти кои што живот значат во Република Македонија и верувам дека ова ќе биде добар стимул за другите општини да следат политиката овде од Кочани на оваа инвестиција која што не е така едноставна, туку напротив многу сложена и од аспект на теоретски, но пред се од практичен аспект и се разбира со помош на нашите донатори покрај владата на Република Македонија, каде што главниот контрибутор е Швајцарската конфедерација. Очекувам другите да го следат овој пример и сите заедно да работиме на здравата животна средина. Очекувањето дека пречистителната станица за отпадни води ќе треба да профункционира после 3 години, а слични проекти ќе се градат и во соседните општини Берово, Карбинци и Чешиново Облешево, за што веќе се потпишани договори со швајцарската амбасада за одделување на финансиски средства. Што ќе биде со автопатиштата и посебно со брзите патишта, од кои два правца на Амбошти ни се насушни. Тоа е правецот кон Кочани и кон Радовиш. Министерот за транспорт и врски, новиот министер за транспорт и врски, вели дека со изградбата ќе се продолжи и ќе се бараат начини таа да се интензивира, затоа што и покрај проблемите што самиот ги најави, тие проблеми нека се процесираат низ институциите за системот, но обврските по основа на договорите подпишани од страна на владата на Република Македонија, без разлика кој седи во неа, мора да се почитуваат. И тој вели дека патиштата, овие правци кои се насочни за источни дел на Република Македонија ќе бидат завршени, ќе се продолжи нивната изградба. Изградбата на експресните патишта од Штип до Кочани и од Штип до Радовиш ќе се реализираат. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски во денешното интервју за Прес 24 вели дека се што е почнато и за што е издвоено пари од буџетот ќе се реализира. Ние имаме план за изградба на патот Скопје-Блаце, за продолжување на изградбата на експресниот пат Градско Прилеп, како и на патиштата помеѓу Штип и Кочани и Штип Радовиш, кои ги има во програмата на владата. Значи патиштата кои се почнати ќе бидат довршени. Штом веќе се одвоени пари од буџетот, тие мора да бидат завршени. Не може да се менуваат приоритетите. Тоа за што се дале пари на граѓаните мора да биде завршено. Не може секоја нова влада да ги менува проектите. Но оваа влада ќе оди кон тоа најголем дел од проектите да се финансираат со пари од буџетот, со ефтини кредити и пред се преку ИПА проектите, кои сметам дека до сега не се доволно искористени. Во моментов на истокот се градат автопатот Штип-Миладиновци, експресниот пат од Штип до Кочани. Недостатоци на автопатската делница во должина од 47 км има. На потегот од Кучката кај Кадрифаково до градот Свети Николе се уште не се дислоцирани електричните столбови. Инвеститорот и градежната компанија која го гради овој дел од трасата имаат сериозни проблеми. Морале да го дислоцираат и главниот цевковод, од кој вода за пиење добиваат Свети Николчани. Седнавме, имаше преговори со изведувачот, имаше преговори со инвеститорот и така натаму. Тие комплетно го прифатија нашиот предлог, значи сега ставија можна да кажам екстра модерен премин во кој што со метална најмодерна цевка е премостен автопатот, прво од безбедносна причина, второ од причина дека градот нема да се доведе во опасност при одредени вибрации да остане без вода или евентуално да настане дефект, не да боже, на трасата која што аутопат каде што ќе се движат луѓе и автомобили. Според Сугарески, за недостатоците на автопатската делница, како што се столбовите на коловозните ленти, експроприацијата на земјиштето, дислокацијата на објекти кои се наоѓаат на трасата не можат да се решат од денес за утре, доколку се оди според предвиденото со навремено отстранување на проблемите по трасата по источната автопатска делница ќе може да се патува од наредната година. Една вест која веќе барем јас трет пат во дневникот Мерис телевизија ја третирам или зборувам за неа, е одлика на состојбите во општеството во кое што живееме. Не е тоа само кај нас така.
уште од праскозорето на историјата па до современите општествени системи, демократски системи, граѓански системи, како што милуваме да кажеме, функционирањето на државната администрација е sine qua non, услов без кој не се може за живење во едно организирано општество кое дава задоволнителни резултати за најголем број на неговите единки, на неговите жители. Ето, кај нас не е случај. 12-ти ден, бомба, или, како што веќе мои сограѓани велат да не сте, излажавте да не е некој бойлер од Прва светска војна, не знам, претпоставам дека не е, или некој друг метален предмет, но се работи за бомба, која е обезбедена од Министерството за внатрешни работи, но незиното дислоцирање или активирање, поточно отстранување, се уште не е на повидок. И натаму бирократските припукувања околу осигурувањата и околу надлежностите помеѓу дирекцијата, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, лицата кои се обучени за ова, сето тоа е бескрајно препукување. Да се надеваме дека нема да има празнења, дека нема да има грамотевици или згореме електрицитетот кој што може да имаме несакани последици. Наше оде е да алармираме и она што е задача на сите медиуми, да поттикнеме дебата за се она што е околу нас, посебно за институциите кои сакале ти или не сепак ги трошат парите на граѓаните. И еве имаме уште едно вест од студио, а тоа дека наполно имаме нови цени на горивата. Цената на дизелот се зголемува за половина денара, а цената на бензините останува иста. Така одлучи регулаторната комисија за енергетика. Литар евродизел БС-95 ќе се продава за 60 денари, а евросупер БС-98 за 62,5 денари по литар. Евродизелот изнесува 47 денари за 1 литар. Од полнок за половина денара поскапува и екстра лесното масло за домакинство и ќе изнесува 35,5 денари по литар. И да видиме која е следната вест. Следната вест е вест која е поврзана со она што е нашето насушно живење. Зошто го велам ова? Затоа што правецот на развој на нашава држава да произведува доволно храна за себе или да има многу мал дел од девизниот прилив кој ќе оди за набавување на храна за жителите на Република Македонија е стратешка определба скоро на сите влади. Меѓусебе се препукуваат околу мерките, извршувањата, постапките или дерогација на постапките што сами ги донесуваат, но како определба тоа е многу важно, останува поддршката на земјоделство. Што е овде и најважно? Експертите велат дека конкурентното земјоделско производство, окрупнување на парцелите, тоа впрочем и одамна е услов за рационално или конкурентно земјоделство, но и правилна проценка на производите кои се конкурентни за извоз, како економски добиток, но и пред се, оно што претходно го реков, во крупната размена на храна во Европа, па и во светот, да не бидеме исклучиво или премногу или претежно зависни од увозот. Само да ви кажем еден податок, дека произведуваме месо за користење. Кај нас 21-22% од потребите. А во некоја друга емисија ќе ви кажем и апсолутниот износ на средства кои се даваат за увоз на месо или на некои други прехранени производи. Сега Ристи Лјубутевски има интересен остап на ова. Јулија Малинова. Севе овие години некако винарскиот сектор лозарово-штарите беа во фокусот на онаа земјоделска аграрна политика. Имаше одредени добри и лоши работи, вие најдобро знаете за што се минувавте низ овие години. Меѓутоа, еве сега дали очекувате дека нешто ќе се промени со новата владина гарнитура? Што е оно што би им го порачале, на што посебно да посветат внимание и што вам ви е потребно за да можете да го промовирате вашето вино не само овде во нашава држава, туку и надвор од државата. Сепак искуството покажува дека со квалитетот можеме да постигнеме многу. Значи, интервенцијата на државата во земјоделското производство во Република Македонија е била и ќе остане потреба.
Ние не сме високо развиена држава која може да обезбеди солидни, стабилни услови за самостоен економски развој на нашето земјоделие, така што тој интервенционизам е присутен и во Шпанија, во Португалија, во голем па и во Италија, значи не само во земјоделските земји, туку и земјите кои имаат развиена индустрија, но и развиено земјоделие. Така да тој интервенционизам ќе мора да биде се уште присутен, со една долавка дека државата мора да направи кои се нејзините приоритети во областа на земјоделието. Поточно кои гранки се доходовни и каде треба да се инвестира, а не по инерција да одеме со било какво производство заради само производство. Македонија мора да се ориентира кон продуктивно земјоделие, кон окрупнување на земјоделските површини и кон избор на производи кои ќе бидат конкурентни на меѓународниот пазар и на тој начин ќе остваруваат приход и профит за државата. Субвенциите како дел од земјоделската политика, политиката на помош во земјоделството и неговиот развој се алатка која Франција ја воведе дури некаде на почетокот на 20 век, ја интензивира по Втората светска војна. Американците одбиваат со вакви постапки да им помагаат на нивните земјоделци, но има таму и некои други мерки. Еве кај нас, како тоа до сега се одбиваше, реков неколку збора, но и имам една порака до земјоделците, дека започна аплицирањето за субвенции во подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип. 30 земјоделци електронски аплицирали, информираат од подрачната единица, каде подсетуваат дека за финансиска поддршка од државата земјоделците можат да конкурираат до 30 август. Во Штипско и Карвинско за субвенции аплицираат близу 4000 земјоделци, најмногу за мерките во растителното производство. И пред да поминеме на спортот, уште еднаш да инициирам една дебата или една тема за која што вреди да се разговара. А вреди затоа што е ургентна. Дали приметивте дека во Штип и околината имаме наезда на муви? Оние кои тие работи ги следат, велат дека во ова време количеството на муви кои слетуваат на нашите тераси па и во подобовите е зголемено. Посебно просторот околу Брегалница, жителите кои живеат околу Брегалница, па и околу Отиња, изгледа дека сушата ги тера таму каде што има повеќе вода или зелено, но јас овде со моите колеги ќе се обидеме да инициираме оваа тема, да видиме дали овде може нешто да се помогне, дали надлежните можат или треба нешто да превземат околу запрашувањето или ако ништо друго околу советите како да излеземе накрај. Не е доволно што ни е топло, па и не можеме да седеме на терасите, бидејќи има премногу муви. Затоа, еве, ние го инициираме оваа тема. И на крајот само уште една вест од спортот. Македонската одбојкарска репрезентација ја постигна првата победа на Балканското првенство што се одржува во Косово. Нашите кадетки заиграа македонско девојче по успехот против Албанија. Нашите девојки по првичите два порази конече заиграа онака како што знаат и умеат и остварија првата победа на Балканското првенство во Приштина. Македонија загуби со по идентични 3:0 во сетови од селекцијата на Косово и на Црна за да силните ја остварат и првата победа. Под диригентската палка на селекторот Хари Наковски, нашите кадетки беа убедливи и со максимални 3:0 во сетови ја победија селекцијата на Албанија. Вечервата ќе играат против селекцијата на Турција, со што и ќе се спушти одбојкарската завеса на овој шампионат. Косторот на нашата селекција го сочинуваат одбојкарките на Наковски волеј, кои од Приштина заменуваат на камп во Србија, каде што селекторот Хари Наковски ужива голем авторитет, додека пак останатите одбојкарки, меѓу кои штипјанката Тамара Христовска, ќе се вратат во Македонија. И тоа беше се за 17 часот. Ова ние го сработивме, а она што вие го доживаете, сублимирајте го и зачувајте го, нели? Останете со програмата на телевизија Ирис до 20 часот, каде што повторно со содржините на телевизија Ирис ќе се сретнете. До тогаш, довидување.